Денеска се изврши вонредно порибување на езерото Младост во Велес. Надлежните велат дека од оваа година сакаат езерото да го направат да биде попривлечно за спортските риболовци. Па така во веловме едно правило кое се користи за таквите езера, примероците од крап и од амур да не смеат да се носат дома, туку да биде фати пушти техника на ловење, односно секој уловен примерок да се пушта. И за да може риболовците повеќе да уживаат во својот риболов, денес извршивме вонредно порибување со вкупно 1300 кг на крап, 300 кг порибителен материјал, значи тоа е со тежина до 800 грама, и 1 тон крап кој што е со тежина над 1,5 кг до 4-5 кг. Денес, како што видовте, се пориби добра количина на крап, која се надеваме дека нема да биде прва ни последна, туку ќе продолжиме со оваа тенденција да порибуваме што е можно повеќе. Оваа вода од годинава е строго фати пушти, значи крапот и амурот се забранети за земање и нашата идеја е оваа вода конечно да заживее за спортски риболовен туризам. Велес се познат град по риболов ширум земјата. Надлежните велат дека според резултатите кои што се постигнуваат на надпреварите, риболовците од Велес ги носат водечките титули. Минатата година, иако со пандемијата на ковид, голем дел од надпреварите не се одржаа, меѓутоа оние што ги имаше, имавме одлични резултати, односно на купот на Македонија, кој што се одржа на акумулацијата Палјурци во Богданци. Прво и второ место во Македонија освоја екипите на Бабуна од Велес. Исто така во категорија до U15, тоа е категорија до 15 години, исто нашата екипа го освои првото место и поединачно наш надпреварувач е шампион на Македонија. Денеска освен езерото Младост се порибили и реките Вардар и Црна река. Инаку клубот со платена членарина минатата година броел околу 760 лица.